Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. Над 30 лица повредени, над 100 возила оштетени. Ветрот во Скопје дували до 134 км на час. Кризниот штаб баре решение за обезбедување техничка вода за жителите на Гостивар. Филипче ја спореди со државен удар блокадата на евроинтеграциите. Просечната плата стаса речиси 50.000 денари, пораст од 8,2% за една година. Трамп се заканува дека ќе нападне нуклеарни објекти во Иран. Техеран предупредува на проширување на војната. За последиците од невремето во Скопје и во делови од Македонија, добар ден, останете овде. Почнуваме веднаш. ...134 км на час бил најсилниот удар на ветрот што вчера го погоди Скопје. 33 лица завршија со повреди, над 100 возила оштетени и огромни проценти на друга материјална штета. Како изгледа Скопје ден по невремето во овие вести, Гавриела Лескова. Маријан, Скопје заздравува по синокешното невреме. На 30 лица во текот на вчерашниот ден побарале итна медицинска помош, односно биле хоспитализирани и им било укажана помош на некоја од скопските клиники. Според последните информации, оние кои што се потешко повредени се останати на понатамошно лекување во клиниката, а останатите се пуштени на домашно лекување. Денеска во пракса се санираат штетите од силното невреме и се расчистуваат улиците. До денеска е срушен и рекордот на добиени повици во Центарот за управување со кризи, односно над 10.000 граѓани се јавиле во Центарот за управување со кризи да пријават некоја штета, да побараат помош или пак да пријават дека е оштетен некој автомобил. Јас од утрово направив обиколка низ главниот град, па во приложение ева сликата, односно знаваме како изгледа Скопје ден по силното невреме. Скршеници, расекотини на главата и силни набиеници. Околу 30 на граѓани завршија во скопските клиники по вчерашното невреме, какво што скопјани не паметат. Министерот за здравство потврди дека сите повредени се соодветно згрижени и пружена им е неопходната помош. Во клиничкиот центар Мајка Тереза, односно во Тројуц, има згрижено 11 повредени од синокешното невреме, од кои тројца се со посериозни скршеници и се третираат соодветно на клиниката. Невремето ги начека граѓаните неподготвени. Многу мина возеле низ булеварите, други пеш се враќале од работа. Некои успеале да се засолнат, а некои пак се повредени бидејќи врз нив паднало гранка, дрво или предмет. Меѓу оние кои завлакно избегнаа потешки последици и пазарчиот Боњаковец. Тој за сител раскажува дека се засолнил во последните секунди, токму кога ветерот го откорнал покривот над неговата тезга. Тука бев. Да? Овде до 6 сатот кога се удари тоа, ова падна крово. Страшно ли беше? Па мене ме повреди. Вистина кај? Да, па јас требаше среќа дека ме удреше тој од лехор нешто. Тука сум повреден, овде руката. Одма за 10 секунди го думнал тамо, го скинах, го фрлих вамо и намо све. Ветерот со јачина на ураган направи вистинска катаклизма во речиси сите скопски населби. Дрвја кршеа прозорци од автомобили, паѓаа зад возила во движење и целосно блокираа влезови од згради. Екипата на Сител денеска направи обиколка низ градот за да провери како изгледа Скопје ден по невремето. Сите патишта се пролазни, но трагите од невремето се присутни. Големи дрвја се на улиците, а работниците ги чистаа булеварите. Силното невреме предизвика големи штети овде во соборниот храм. Работниците денеска на терен ги расчистуваат последиците од силното невреме. Оштетени се дрвја, клупи, а исто така и делови од оградата овде во соборниот храм. Бројот на повици до Центарот за управување со кризи ги сруши сите досегашни рекорди, а голем дел од градот со часови остана и без електрична енергија. Готово ќе пуштам пријава, ќе ви се јават. 078. Бидете само достапни, терминирајте затоа што има превики настани. Вчера од 17 часот па се до овој момент беа примени над 10.000 повици од граѓани, кои во најголем дел ги пријавуваа материјалните штети. Иако
Операторите во секторот 112 работат со полн капацитет, се повикани и дополнителни смени. Синоќа сите општински кризни штабови беа активирани, бидејќи клучните сообраќајници беа непроводни. Меѓу најдраматичните моменти снимени на камера беше и падот на 60-метарскиот јарбол со македонско знаме, кој едноставно попушти под налетот на урканот. Граѓаните ги вознемири и видео на кое се гледа како покрив од зграда лета како перду во воздух. Многумина граѓани на времето ги затекна во нивните автомобили, изолирани среде бурата. За помош на граѓаните и екипите на терен излегоа и припадници на РМ и полицијата. Невремето предизвика најголеми последици на подрачјето на СВР Скопје. Евидентирани се 117 оштетени патнички моторни возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрвја, 7 семафори и 5 пожари. Дополнително оштетени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои објектите на ОЈО-ГОК, комплексот Вили Водно, аеродромската полициска база Петровец, објектот Нова Македонија, како и објектите на Министерството за финансии и Министерството за земјоделство и јавното обвинителство, информираат од полицијата. Според податоците на УХМР, вчера граѓаните беа сведоци на исклучително редок и раздорен метеоролошки феномен. Во Скопската котлина во 16 часот и 10 минути бил регистриран оркански ветер од 130 км на час. Според метеоролошката класификација, секој ветер над 118 км на час се дефинира како ураган, феномен кој што ретко се случува на овие простори, но остава катастрофални последици. По вчерашниот хаос, метеоролозите за утре најавуваат привремено стабилизирање на времето, но веќе од петок не очекува нов бран на врнежиот дожд. Габриела Лескова, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицковски ден по невремето вели дека државата има механизми, дека граѓаните погодени од невремето ќе бидат обештетени. Никогаш оваа влада не ги оставала граѓаните сами да се сноѓаат. Ја им благодарам на институциите и на градоначалниците што во текот на вечерта и веднаш после епското невреме кој што вчера го зафати Скопје излегоа на терен и ги санира заедно со институциите кои што се во нивна надлежност штетите. И денеска ќе продолжат бидејќи станува збор за епско невреме. Навистина подготовката од нивна страна и мотивацијата беше голема. Штетите ќе се констатираат и согласно закони и искуство од минатото и пракса ќе биде од страна на надлежните институции сето тоа рефундирано. А освен Скопје, невремето погоди и неколку општини на истокот од државата. Целата кровна конструкција летна од Штипската болница. Траја Ристовски јаво. Дождот и силниот ветер кој носеше се пред себе направи штети во неколку општини на истокот. Урагански ветер однесе дел од кровната конструкција на Штипската клиничка болница. Поради паднатиот лим од кровната конструкција, дел од пациентите од одделението за ортопедија се преместени на другите одделенија во болницата. Тоа се пациентите од ортопедското дело, некаде околу 15 до 20, бидејќи тоа не е целиот дел од ортопедското одделение и операционната сала на ортопедија, но бидејќи имаме и други операционни сали, ќе се адаптира, ќе се прилагодиме за да ги пружиме на време нашите медицински услуги. Денес од болницата информираа дека е испратено известување до сите здравствени институции во регионот до санирање на штетите да не се препраќаат пациенти со скршеници во Штипска клиничка. Невремето направи штети и на други институции и домовите на граѓаните. Морам да констатирам дека е предизвикана материјална штета на приватни имоти, на институции. Имаме доста случаеви евидентирано во повеќе населби, нападнати дрвја, гранки, кровни конструкции, оштетени возила. Краткото но силно невреме предизвика големи штети и во Кочани. Општината веднаш ги мобилизираше сите расположливи средства и кадар и уште пред да падне мрак започна интензивна акција за расчистување на најкритичните точки. Приоритети ни беа блокираните патишта, каде речиси немаше село каде да не е одсечено од паднато дрво. Блокирани беа патиштата помеѓу
село Бање, село Тркање. Во Тркање имавме големи штети, се работи на терен, се расчистуваат дрвата. Според нашата евиденција, 85 до 90% од се што е пријавено го реализиравме максимално брзо. Материјални штети од невремето се регистрираат и на подрачјето на општините Пробиштип и Свети Николе. Според информациите на Хидрометеоролошкиот завод, во последните 24 часа најмногу дожд наврнало во Штип 18 литри на метар квадратен. За Сител, Трајан Ристовски. Кризниот штаб денеска бараше решение како да се обезбеди техничка вода за жителите на Гостивар. Министерот за здравство вели дека здравствената состојба е веќе целосно под контрола и епидемијата се смирува. Епидемијата во Гостивар полека се стабилизира. Според последните информации на Министерството за здравство, за 41% намален бројот на нови прегледи. Во општата болница доктор Ферит Мурат Гостивар се регистрирани 60 нови прегледи на инфективното оделение, 37 нови прегледи на педиатриското оделение и 11 прегледи во ургентниот центар, односно вкупно 108 нови прегледи. На инфективното оделение се примени 20 нови пациенти на болничко лекување, додека на педиатриското оделение нема нови хоспитализации. Во здравствениот дом Гостивар се регистрирани 87 прегледи во дежурната служба и 17 повици до идната медицинска помош, велат од здравство. Според министерот, здравствената состојба е под контрола, а приоритет за Гостивар сега ќе биде да се врати во употреба водоводната мрежа. Работи на планот на враќање во употреба на водоводната мрежа. Тоа ќе вклучи постојани проверки на квалитетот на водата на излезни точки во градот, како во болницата, во градинките, во верски објекти, јавни чешми и ќе започне планирањето. Во меѓувреме, главниот штаб при ЦУК на денешната вонредна седница побара од општината Гостивар итно да ги дефинира критичните локации и лицата за контакт, за да може техничката вода веднаш да стигне до објектите од витално значење. На помош за снабдување на граѓаните на однапред одредените пунктови се вклучуваат уште 6 општини: Куманово, Тетово, Дебар, Кичево, Кавадарци, Неготино, кои испраќаат сопствени цистерни. Во поддршка се приклучува и армијата, која веќе ги стави на располагање своите 2 цистерни, подготвени да излезат на терен, штом за тоа се укаже потреба. Истовремено Институтот за јавно здравје, јавното претпријатие Водовод Скопје и Агенцијата за храна и ветеринарство ќе проложат со засилени теренски испитувања на квалитетот на водата, а резултатите редовно ќе ги доставуваат до главниот штаб при Центарот за управување со кризи, соопшти од ЦУК. Најважно во моментов е да се обезбеди техничка вода за гостиварци и вода за пиење, вели премиерот Мицкоски. Останатиот дел постапува обвинителството, сите оние кои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се преземат мерки против истите. Веќе 3 лица се идентификувани како такви. Јас колку што знам, определени се мерки за обезбедување, така што институциите како никогаш досега во најбрзо време реагирале. Владината служба за општи и заеднички работи продолжува со испорака на питка вода до гостиварци, додека ЦУК апелира до сите граѓани доследно да ги следат упатствата и новите соопштенија од институциите. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Филип Чеја спореди со државен удар блокадата на евроинтеграциите. Просечната плата стаса речиси 50.000 денари, пораст од 8,2% за една година. Лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска на седницата на Националниот совет за евроинтеграција оцени дека намерното блокирање на евроинтеграциите од страна на власта е државен удар. Евроамбасадорот Рокас пак вели дека земјава има капацитет за реформи, за што е потребен широк политички консензус. Власта тврди, работи посветено на ЕУ агендата. Катерина Нешкова. Македонската влада доби нов список на реформски чекори од Брисел што државата треба да ги исполни до декември, за да остане во добро темпо за планот за раст. Премиерот Мицкоски деталите ги разговарал на онлайн состанок со директорот за соседство и проширување на ЕУ, Герт Јан Копман. Досегашните обврски се исполнети освен изборниот законник, кој останува отворен поради блокадата на опозицијата. Но Мицкоски вели дека се уште важи понудата таа да се договори меѓусебно за изборните правила поврзани со гласањето на диаспората далечина и изборните единици. Со господинот Копман разговараме веќе за оние закони и оние реформски чекори кои што се во грејс период до декември оваа година и кои што се во предвидениот рок од декември од оваа година, така што ние продолжуваме со несмалена динамика да испорачуваме.
Денеска од нивна страна добивме, би рекол условно кажано, и одреден комплимент дека сме први од сите земји кои што започнуваат веќе со овие чекори да се занимаваат. Апелирам на одговорност, на зрелост кај председателите на СДСМ, на Левица, на Демократската унија за интеграција, на останатите формални или неформални групи во парламентот да седнат како коалиција, да се договорат и да ни донесат документ кој што ние веднаш ќе го прифатиме. Додека премиерот ги пренесуваше пораките од Брисел во собранието, опозицијскиот лидер Филипче преку Националниот совет за евроинтеграција упатуваше критики до власта. Обвини дека намерно се кочат евроинтеграциите, коментирајќи дека владата влијае врз правосудството, дека е слабо спроведувањето на мерките против корупцијата, но ги спомена и познатите обвинувања за српски свет и руско влијание. Се поставува прашањето дали намерното запирање на европскиот пат не е форма на државен удар. Кога се знае што треба да се направи, кога ниту едно поглавие не е отворено, а 4 земји кандидати за Европска унија беа на заедничка во еден ден меѓувладина, посебни, се извинувам, не заеднички, но во еден ден одржани меѓувладени конференции. Секој ден гледаме како регионот оди напред. За жал ние стоиме во место. Кога регионот оди напред, а ние не правиме ништо, тоа е и назадување. Ке дојде временски период во кој што веќе нема може да се споредуваме со никој, поради тоа што едноставно луѓето овде нема да гледаат иднината. Евроамбасадорот Рокас пак порача дека има 3 клучни точки за македонските евроинтеграции. Прво, обврската за уставни измени од 22-та, потоа согласеноста со заедничката надворешна и безбедносна политика со ЕУ, за што ја пофали Македонија, а третото е владењето на правото како клучен фактор за оценка. Сепак тој побара политички консензус за изборниот законник и покрај политичките разлики. I'm saying that because I know, and now I'm almost 2 years here, I can see that there is ample space to argue and debate and have confrontation about many aspects of the daily life of citizens, but in these key laws it would be important, also with our support, to reach consensus, and these have been also the case for, of course, the electoral, which we didn't manage to fulfill it in the deadline, the criminal code, the laws on courts, the Ombudsman Office, the strategy on fighting corruption, and many other. На консензус смета и вице-премиерот за евроинтеграција Беким Сали, кој ги повика сите пратеници на конструктивен пристап кон законите поврзани со европската агенда. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Председателка ја продолжува посетата на Македонија. Денеска е во Охрид, а утро во Скопје беше откриена биста на Махатма Ганди. Индискиот духовен лидер и борец за независност од британскиот колониализам Махатма Ганди доби биста во музеот на град Скопје. На крајот на посетата на Скопје, председателката на Индија Драупади Мурму рече дека во време на конфликти, нетолеранција и подалби, вербата на Ганди во диалогот, сочувството и мирниот соживот останува актуелна и денес. Mahatma Gandhi belongs to India, but his message belongs to all humanity. Махатма Ганди припаѓаше на Индија, но неговата порака припаѓа на целото човештво. Неговиот живот покажува дека вистината, ненасилството не се знаци на слабост, туку моćни инструменти за обезбедување правда, слобода и достоинство. Македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова пак, говорејќи за неговото влијание врз светот и големите светски револуционери, рече дека и во процесот на осамостојување на Македонија можел да се почувствува гандизмот. Веројатно најважното наследство што го остави Ганди е идејата за ненасилно самоопределување како право на луѓето да одлучат за нивната судбина и иднина, но исто така и слобода да си ги организираат животите во согласност со нивната сопствена волја. Може да се каже дека на 8 септември 1991 година, пред 35 години, слично на Гандиевиот принцип за ненасилно самоопределување, македонските граѓани и нивните избрани представници мирно, ненасилно ја доведоа нашата земја во независност надвор од Југословенската федерација, која што во тој момент насилно се распаѓаше.
Бистата на Ганди во Скопје има посебна символика, особено што тука е родена света мајка Тереза, која најголемиот дел од својот живот работеше токму во Индија. Со поставувањето на бистата на Махатма Ганди, Скопје добива траен подсетник дека најголемите промени во светот започнуваат со почитта кон човекот, со силата на вистината и со вербата дека диалогот секогаш е посилен од поделбите. Индиската председателка Мурму е во 3-дневна посета на Македонија со голема бизнис делегација. Двете председателки поставија амбициозна цел – трговската размена меѓу двете држави да порасне од 133 на 500 милиони долари. Индиските искуства во автомобилската индустрија, фармацевската, традиционалната медицина, информатичките технологии, вештачката интелигенција, дигиталната трансформација, научните истражувања се само дел од секторите преку кои ќе се јакне соработката. Даниел Василев, Сител телевизија. Што значи посетата на претседателката на Индија на Македонија за развојот на дипломатските односи? Потребна ли е зголемена економска соработка Индија и светската дипломатија? Во тема на денот Ивица Боцевски. Нов раст на просечната плата во споредба со минатата година статистика измери зголемување од 8,2%. Просечната нето плата во Македонија во месец мај изнесувала речиси 50.000 денари. Мартин Арсов со деталите. Просечната нето плата во земјава продолжува да расте и се доближува до 50.000 денари. Според податоците на државна статистика, во мај годинава просечната исплатена нето плата по вработен изнесувала нешто над 49.500 денари. Во споредба со истиот месец лани, просечната плата е повисока за 8,2%. Најголем раст на платите има во секторите поврзани со одржувањето на јавните системи и услугите, во снабдувањето со вода, управувањето со отпад и санацијата на животната средина. Платите пораснале за речиси 12%. Зголемување има и кај вработените во уметноста, забавата и рекреацијата, како и во транспортот. Позитивно движење има и на месечно ниво. Во споредба со април, најголем скок на месечните примања е забележан во трговијата и поправката на возила, каде платите се повисоки за 6,3%. Раст има и во рударството и транспортот. Вработените во IT секторот со просечна нето плата од над 90.000 денари заработуваат речиси двојно повеќе од македонскиот просек. Најниско платени пак според статистика се вработените во сервисните дејности со храна. Од ВМРО ДПМН вела дека владата ќе продолжи да ги подобрува условите за работа. Покрај унапредувањето на системот за социјална заштита, владата продолжува со спроведување мерки насочени кон подобрување на условите за работа на вработените, поддршка на младите и креирање на долгорочни политики за демографски развој. Потпишан е нов колективен договор со кој платите на вработените во центрите за социјална работа во земјава се зголемени за 20%. Со ова се вреднува трудот на стручните лица кои секојдневно обезбедуваат поддршка за граѓаните и создаваат подобри услови за нивна професионална работа. Од СДСМ пак и денеска вела дека граѓаните живеат полошо. Потрошувачката кошничка продолжува да расте и изнесува речиси 70.000 денари, а минималната плата остана без реално зголемување кое би го следело растот на цените. Новото поскапување на горивата ќе има директен ефект врз сите други цени во економијата. Транспортот, производството и дистрибуцијата на стоки ќе поскапат, што ќе предизвика нов притисок врз инфлацијата. Економската политика на ВМРО ОКГ се покажува како неуспешна на сите нивоа, велат од опозицијата. Инаку во мај, кога е измерен растот на просечната плата од над 8%, статистика пресмета дека трошоците за живот пораснале за 4,8%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Министерство за јавна администрација промовираше прирачник за вработување. Во него се предвидуваат идните вработувања во јавната администрација да се засноваат на заслуги и компетенција, не на политички фаворизирања. Знаењето и стручната подготвеност да бидат главен критериум за вработување во јавната администрација. Ова е предвидено со правилникот на Министерството за јавна администрација, кој треба да стави крај на субјективноста при вработување во јавниот сектор. Нивната цел е да им помогнат на институциите да спроведуваат постапки за вработување кои се објективни, фер, транспарентни и засновани на реалните компетенции на кандидатите. Со нив воведуваме појасни стандарди за проценка на компетенциите, поголема предвидливост на постапките
и посилен фокус на интегритетот како вредност која треба да биде составен дел од секоја јавна институција. Правилникот за работни компетенции и прирачникот за спроведување интервју за работа беа презентирани денеска, а нивната изработка е помогната од мисијата на ОПСЕ во земјава. Според нивниот представник, целта е вработувањата во јавната администрација да бидат по заслуга, а не политички фаворизирани. By helping build a more professional, transparent and integrity-driven public administration, the system is contributing to stronger institution resilience against corruption, thereby advancing the country's public administration reform agenda and supporting alignment with the highest international standards of good governance. Со новите механизми, според надлежните, институциите добиваат насоки за спроведување на постапките за вработување, за да се намали просторот за влијание, со што ќе се зголеми и довербата на граѓаните во јавната администрација. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Одделот на травматологија во хируршките клиники Свети Климент Охридски од денеска е во функција по целосно реновирање. По целосно реконструирање и модерно опремување, одделот за травматологија во клиниката за хируршки болести е пуштен во употреба. Инвестицијата чини 230.000 евра, а опфаќа комплетно нови електрични и водоводни инсталации, систем за грејење со капацитет на одделот од 26 кревети. Направена е реконструкција на комплетно целиот оддел со комплетно нова електрична инсталација, водоводна, значи доводна, одводна канализациона, како и промена на системот за парно грејење, промена на комплетните подови и монтажа на така наречени автоматски сензорски врати, кои што се во склоп на препораките на Светската здравствена организација за намалување на трансмисијата, односно преносот на интрахоспиталните инфекции, што да не кажам подразбира дека нема кваки на самите врати, него само со доближување до раката на сензорите се отвараат или се затвараат. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека здравството останува во врвот на владините приоритети и најави реализација на нови развојни проекти. Од 65-та наваму шајка не е закована, така што еве полека, но сигурно почнуваме да ги реализираме тие приоритети. За жал не можеме преку ноќ се тоа на кое што со децении било уништувано да го исправиме, но еден по еден приоритет ги решаваме. Така што и во периодот кој што следи, здравството ќе биде еден од врвните приоритети во работата на владата. Ќе продолжиме да инвестираме. Веќе буџетот надминува 1 милиарда евра годишно кој што се инвестира во здравството. Имаме планови, имаме развојни проекти кои што во периодот што следи ќе почнат да се реализираат. Министерот за здравство најави дека ќе се реновира и оперативниот блок и ургентниот центар на клиниката. Директорот е амбициозен и веќе работи на планот за целосна реконструкција и на ургентниот дел и на оперативниот блок и се надевам дека со тоа ќе се комплетира во догледно време реконструкцијата на овој капацитет кој е важен хируршки центар во градот. На одделот работат 9 хирурзи и травматолози, а во текот на една година во клиниката која е прва инстанца за травматските повреди на населението во главниот град се изведуваат 1100 операции. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Невремето предизвика и штети врз земјоделските посеви во Струмичко. Зоран Ѓорѓиев. Силното невреме што вчера зафати поголем дел од државата не ги поштеди ниту земјоделците од Струмичкиот регион. Искинати пластеници, уништени конструкции и посеви. Ваква е сликата ден по невремето. Земјоделците велат дека на дел од површините родот е речиси преполовен, а за да го спасат она што останало, ќе мора да вложат дополнителни средства. Не знам што да кажам, това е чудо. Голема мака, свиини цеви, скирани најломе. Таа голема мака. И утре дојден ќе каже 30 динара бил скап пиперо. Зимат ни у магазинерото по 20-25, па така било, унака било, нечина и не знам шо. Нека дојдат да видат сега какво е. Сега колку што сме уложиле, треба уште толку да дадеме сега за најломе пари, цевите треба да ги вадеме,
па поново да ги виеме. На терен со земјоделците денеска беше и министерот за земјоделство Борче Серафимовски. Најави дека Министерството заедно со другите институции ќе ги преземе сите неопходни мерки за да им помогне на производителите и што побрзо да се санираат последиците од невремето. Реално големи проблеми се затекнати земјоделците и еве како министерство, како влада и како држава, воедно и општината како локална самоуправа, согласно сите законски правила и прописи кои што постојат за заштита, сме тука за да се искоординираме и нормално да дадеме можност за да помогнеме на земјоделците. Ние максимално ќе се вложиме и сите можности кои што ги имаме ќе ги искористиме за да дадеме помош за настанатите штети и да бидеме на страната на земјоделците, бидејќи тие се нашите партнери во градењето на македонското земјоделство. Градоначалникот на Струмица Петар Јанков ги повика земјоделците што побрзо да ги пријават штетите за општинската комисија да може да излезе на терен и да изврши проценка. Во меѓувреме сите општински служби интензивно работат на расчистување и нормализирање на состојбата. Во текот на вчерашниот ден, освен земјоделските поседи, имавме штети настанати од паднати дрвја и на повеќе места во општина Струмица, посебно на одредени патни правци, фреквентни патни правци. Апелирам до нашите сограѓани да пријават штети во службите во општина Струмица за да можат да излезе навремено комисијата за проценка на штетите и да биде се тоа евидентирано. Освен во Струмица, значителни штети се регистрирани во останатите општини од микрорегионот. Покрај земјоделските посеви, невремето предизвика оштетување на дел од локалната инфраструктура. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. И тоа е крајот на овие вести во централниот дневник во 19 во тема на денот